Централен дневник на регионалната К1 добро вечер. Настаните кои информативната редакција ги одбра за денес ги донесуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Презентирани мерките и активностите за вработување на владата на Република Македонија пред компаниите. Подобри услови за школување на учениците од село Ерџелие, Свети Николско. Во Велес пристигна портокаловиот автобус во рамки на акцијата за борба против насилството врз жените. Прекумерката Македонија вработува и ослободување од придонеси за вработување на млади лица. Во кавадаречката компанија ТД вработени се околу 40 лица. Бројката од 18.300 вработувања на ниво на држава. Само по основ на овие две мерки е добар показател за позитивната владина политика. Кавадаречката компанија ТД е водечка во Македонија кога станува збор за искористување на владините мерки за вработување. Прекумерката Македонија вработува и ослободување од придонеси за вработување на млади лица. Во оваа компанија вработени се над 40 лица. Мерките кои беа донесени ние мислам активно ги искористивме, со тоа што на некој начин имавме потреба од нив. Секој случај си претходно вработувавме млади луѓе, али ова не стимулира уште повеќе да ги тој тип на кадар да го примениме. И мислам дека имаме резултати со тоа што натаму фирмата сигурно ќе биде у подем со тоа што имаме млади луѓе кои што ќе не доведат до подобри резултати. Бројката од 18.300 вработување на ниво на држава, само по основ на овие две мерки е добар показател за позитивната владина политика. Според Диме Спасов, успешните мерки значат и нови вработувања и отварање нови работни места. Преку овие два проекти досега се вработени вкупно 18.346 лица, од кои што дури 10.900 се млади лица до 29 години, околу 3.900 се лица до 35 години, а останатите над 4.000 се лица кои што се повозрасни над 35 години, кои што биле невработени подолго од 10 години, лица над 50 и над 58 години. Презентација на мерките и активностите, како и собирање на сугестии од работодавачите, се дел од целите на владата на Република Македонија. Трилјади 300 хектари земјиште е дадено на јавен оглас за закуп. Понудени се големи површини во Велес, Кавадарци и Свети Николе. Рокот за поднесување на понудите трае 45 дена од објавувањето, а селекцијата ќе се врши по пат на електронско надавање. 3300 хектари земјоделско земјиште е дадено на јавен оглас за закуп во 21 општина. Најголеми површини се понудени во Вардарскиот регион. Во општина Велес може да се закупат 446 хектари, нешто помалку или 423 хектара во Кавадарци. Во Свети Николи има 326 хектари слободно земјоделско земјиште, додека во Неготино се нуди простор од 71 хектар. Од неодамна местната индустрија Агрија во Свети Николскиот регион во областа Џумаилија закупи 1250 хектари државно земјоделско земјиште со кое ќе стопанисува во наредните 4 години. Таму ќе се произведува сточна храна за потребите на компанијата, со што ќе се оствари комплетно затворен процес за производство на свинско месо. До сега ние бевме комплетно на некој начин зависни увозни од снабдувањето со суровини. Со ова веќе некаде Агрија скоро 50% ќе го обезбедува домашно производство, значи целокупното земјиште ќе се обработува. Број 1 ќе се обработува, тоа ќе биде пченката, која ќе направиме системи за наводнување. Сега има доста овие новиот систем што е кап по кап. Број 2 ќе биде јачмено заставен, број 3 ќе биде сончоглево заставен, со тоа што мислиме дека некаде на годишно ниво некаде ќе произведеме негде околу 5,5 до 6 милиона килограми зрно, значи од разни, реков што кажав, од разни производи. Рокот за поднесување на понудите трае 45 дена од објавувањето, а селекцијата ќе се врши по пат на електронско јавно наддавање. Право на учество имаат правни лица кои би требало да достават бизнис план, односно физички лица со програма за користење на земјиштето.
Должината на закупот е од 15 до 70 години во зависност од културата што се одгледува. Почетната цена за земјоделско земјиште од прва и втора класа е 120, а за трета и четврта 90, а за другите класи од 60 до 30 евра за хектар. Сите заинтересирани земјоделци деталните услови можат да ги најдат на официјалната страница на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во просториите на локалната самоуправа денеска се одржа јавна расправа на која се разгледуваше нацрт буџетот на општина Велес за 2016. Истиот е составен за финансирање на сите програми кои ќе се реализираат во следната година, а ги содржат и предлозите на граѓаните кои на повеќе средби ги доставија до представниците од општината. Повеќе следи и предлог буџетот кој ќе биде доставен до Советот на општината за кој подоцна ќе се гласа. Најправен во оваа година се одржа една расправа која што беа поминати годишните програми во општината, а веќе денес е нацрт расправата за буџетот за 2016 година. Одржувањето на овие јавни расправи е можност да сите граѓани се изјаснат за буџетирањето во општината, што се тие средства кои што се и нивни средства всушност на граѓаните, како да се планираат, како да се трошат и на кој начин да се прави сето тоа. Инаку ова е една од основите кои што општината покажува својата транспарентност и отчетност покрај тоа што го прави прибирањето на средствата, на кој начин и како ги троши парите за тековната година. Се работи за буџет од 906 милиона 299 344 денари. Во него се вклучени сите програми кои што ги донесе Советот на општина Велес на претходните седмици. И уствари тие се составен дел на буџетот на нацрт буџетот на општина Велес. Учениците од село Ерџелија Свети Николско ќе имаат подобри услови за школување. Тие од денеска ќе посетуваат настава во енергетски поефикасно училиште. Ова реконструкција е дел од проектот кој го реализираше локалната самоуправа заедно со УСАИД. Учениците од основното општинско училиште Даме Груев село Ерџелија Свети Николско од денеска наставата ќе посетуваат во енергетски поефикасно училиште. Заврши процесот на реконструкција на прозорите и влезните врати во училишната зграда. Канцеларијата на USAID во рамките на амбасадата на Соединетите американски држави во Скопје управува, односно администрира со проектот за меѓуетничка интеграција во образованието и негова основна цел е да се интегрираат децата од различна од различно етничко потекло преку образование и нивните активности. Команда на армијата на САД и ODC, американскиот народ обезбедува $300,000 во годината за поддршка на овој важен проект и инвестира во македонската иднина. Реконструкцијата на училиштето е дел од проектот кој го реализираше локалната самоуправа со финансиска поддршка на УСАИД. Единицата на локална самоуправа и УСАИД завршуваат успешно во би рекол прва фаза во која што ги градуваме прозорите и комплетно сето оно што е прозорите. Посебна благодарност за господинот Ван Сикл што денеска е заедно го пуштивме во употреба објектот. Се надам дека со овој проект на меѓуетничка интеграција во кој што двете училишта учествуваат ќе продолжи понатаму, ќе има нови хоризонти, ќе имаме нови проекти, имплементација и понатамошна поддршка на УСАИД на овој проект. Станува збор за примена на позитивни практики од аспект на меѓуетничката интеграција во образованието. Зошто го велам ово? Ние како држава сме толку мали, а толку не се знаеме едни со други, што на овие дечиња што денеска ги гледате тука, треба да им повозможиме бар малку простор да се запознаат и со другите. Значи, тоа што ние можеме да направиме заедно со општините, заедно со институциите, да обезбедиме обуки за наставниците, заеднички ученички активности, партнерство помеѓу училиштата, да направиме простор и време како овие деца да се запознаат меѓу себе. Енергетската ефикасност е само една од темите за соработка која ова училиште има со основното училиште Рилиндија од село Лојане, општина Липково, во проектот за меѓуетничка интеграција, односно меѓуетничка соработка. Проектот го добивме благодарејќи на заедничките активности со партнер училиштето
со меѓуетничката интеграција, за кој што проект од Министерството за образование и наука, со кој што може да се пофалиме веќе трета година поред. Ние активно се дружиме, учествуваме во различни активности. Сметам дека секој проект има свој почеток. Конкретно за почетокот на овој проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието потекнува од УСАИД и САД. Од почетокот на проектот завршува веќе четвртата година. Сметам дека со завршувањето на проектот и денешниот настан тука не завршува, туку големата важност продолжува и сметам дека соработката ќе трае вечно. Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието е еден од клучните проекти кои во моментов се имплементирани из целава република во сите основни и средни училишта. Реконструкцијата на основното училиште Даме Груев во село Ерџелија Светниковско е само едно од 48 реновирани училишта во Македонија со финансиска поддршка на американската војска. Средните училишта Коле Неделковски од Велес и Наце Буѓони од Куманово го промовираат туристичкиот водеж за овие два града. Овој проект е со цел здружување и разбирање на учениците од двете различни националности и култури, како и подобра етничка интеграција во Република Македонија. Туристички водич за Велес и Куманово беше промовиран во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски. Водичот го изработија ученици под менторство на своите професори од Коле Неделковски и училиштето Наце Буѓони од Куманово. Изработката на туристичкиот водич е во рамки на проектот Градиме мостови под покровителство на УСАИД, Министерството за образование на Република Македонија во соработка со мисијата на ОПСЕ и амбасадите на Кралството Холандија и Швајцарија во Република Македонија. Овој проект го работевме од прилика 3 месеци, го почнавме во септември, денес е завршниот настан, промоција на брошурата Туристички водич за градовите Велес и Куманово. Имавме низа од заеднички активности, посета на цркви, џами, по Велешките и Кумановските села. Овие две училишта 3 години имаат меѓусебна соработка. Има многу значење, пошто ми изградивме еден мост меѓу Куманово и Велес, кој мост ги зближа учениците, професорите, родителите, па и невладини организации. Целта на овој проект е здружување и подобро разбирање на учениците од двете различни националности и култури, запознавање и подобра етничка интеграција во Република Македонија. Проектот Градиме мостови трае веќе 2 години и ќе продолжи понатаму во 2016 година со нови грантови и нови апликации. Воедно би сакале да искористиме оваа прилика да ги поканиме сите училишта во Република Македонија да аплицираат. Водичот се реализираше со грант средства во висина од 1500 евра, обезбедени од страна на ОПСЕ. Од мисијата на ОПСЕ информираат дека и останатите институции можат да аплицираат со проекти во соработка со основните и средните училишта. Пуштен е во употреба надградениот електронски систем со нови хардверски решенија на Агенцијата за катастар. Надградбата ќе овозможи катастарот да ги подобри своите капацитети за реализација на идните проекти, да ја зголеми безбедноста на податоците и да ја подобри брзината на решавањето на предметите и издавањето на податоците. Катастарот по законот е јавна книга која што мора да биде достапна на јавноста, транспарентна. Секој што сака да направи увид да може да направи увид. Благодарение на технологијата, но ние тоа го возможивме уште во 2008 година да се гледа на интернет, а преку ГИС порталот од 2013 година веќе е многу поедноставно, многу подостапни се сите овие податоци. Еден од главните проекти е дигитализацијата на плановите за Велес и Велешко веќе ја завршуваме до крајот на оваа година. Секако имаме и други проекти кои што ќе бидат промовирани во период што следи. Например, многу брзо ќе биде промовирана еден, ние го нарекуваме дистрибутивен систем, каде што буквално граѓаните, компаниите ќе можат од дома преку интернет да си порачаат имотели, копија од катастарски план, геодетски точки, едно чудо производи кои што се дигитални веќе направени и можат да бидат дистрибуирани до дома. Значи, дистрибуцијата ќе биде онлайн, може да биде
потребно да се регистрира корисникот, достави имейл адреса веднаш по одбирањето и плаќањето на услугата, која што исто така ќе биде преку виртуелен пост терминал, значи електронски преку интернет, ќе може да ги добие веднаш на имейл, но ако сака граѓаниот или компанијата платоците да ги добие по пошта, треба да се остави соодветна адреса, така да по пошта ќе биде стигнати до дома. Ова е катастрофот е прва институција која што државна институција ова ќе го овозможи, многу брзо тоа ќе го промовираме и ќе биде готово, и така да новиот дистрибутивен систем е прашање веќе на денови која ќе биде јавно промовиран и пуштен во употреба. Секако имаме и многу други работи кои што ги работиме во овој момент. Регистарот на градежно земјиште е некаде во фаза каде што очекуваме до нова година веќе да биде дефиниран целосно и да биде целосно ставен во употреба за изработка на урбанистичките планови за планерите. Значи огромна помош правиме во моментот на планерите, на кој што ќе им дадеме на алатка каде што точно ќе може да ги проверат онлайн платоците од катастарот, но и нивните планови да може да ги споредат, да видат дали нивните урбанистички планови се добро геолоцирани, дали се тополошки затворени, значи да работиме на еден државен координативен систем со познати алатки, со познати вредности, се со цел да добиеме подобри резултати. Оваа година генерално овие се 3 работи кои што очекувам да завршат, а секако продолжуваме и со други. Адресниот регистар го стартуваме оваа година, ќе трае наредните 2 години. Исто така работиме напорно и на многу други работи кои што ќе бидат масовната проценка. Секој објект во Република Македонија мора да добие своја цена. Во рамки на акцијата за заштита на жената од семејно насилство, порака за посветла иднина испратеа и Велешанки. Целта на оваа акција е пораката да стигне до сите, да се натераат и мажите да се вклучат во оваа кампања како институциите. Порака за посветла иднина, обоена во портокалова боја за борба против насилството врз жената, испратија Велешанки. Во рамки на акцијата за заштита на жената од семејно насилство, портокаловиот автобус пристигна и во Велес. Целта е да се стигне до последната пора во општеството, да се натераат мажите да се вклучат во оваа кампања, но и институциите. Се повеќе од ден во ден наидуваме на се потопол и потопол прием каде и да одиме. Целта е да ја подигнеме свеста кај целокупното граѓанство дека проблемот постои, дека не сме да го пикаме под тепих, дека жените треба еднаш да стават точка и да проговорат и да си ги знаат своите права. Бесплатна правна помош за сите оние жени кои се жртви на семејно насилство нуди Организацијата на жени. Организација на жени веќе 4 години има сервис за бесплатна правна помош. Ние сите овие 4 години ги регистрираме сите оние случаеви кои што се пријавени во полицијата, они во координирана релација, значи ги праќаат во Центарот за социјална работа и во сервисот за бесплатна правна помош кај нас. Дека жените не треба да молчат, покажаа и Велешанки. Тие се свесни за своите права, но и за големата застапеност на овој проблем. Од секој пат имало и мислам дека јас сум оптимист да нема, меѓутоа се случуваат секој дневни има. Ние треба жените да бидеме малку похрабри, да не се срамиме од тоа што се случува дома. Треба да, чим ке не онора, треба да идеме да пријавиме. Помина тоа време кога викавме, срамота е ме рани, кој ќе ме рани, а сега за тоа има кој да превземе мерки. Податоците се застрашувачки. Наместо да се намалува, то се зголемува, но не дека насилството е сега поголемо, него жените се веќе поедуцирани да може да го пријават тоа. Како да се спречи? Женскиот автобус своето патување ќе го заврши утре во Скопје, на Светскиот ден на човекови права. Државната комисија за спречување корупција ги презентираше стратешките цели, предизвици на новата државна програма за превенција и репресија на корупцијата, како и намалување на појавата на судирни интереси со акционен план 2016-2019. Председателот на антикорупцијската комисија Горан Миленков на Меѓународниот ден за борба против корупцијата изјави дека над 80% се остварени активностите планирани за периодот 2011-2015. Презентирање на стратешките цели на новата програма, која што се состои во 5 стратешки цели со поединечни области, кои што се темелат интегритетот на институциите, закнување на капацитетот на судството, соработка со невладиниот сектор, со медиумите, со сите институции кои што дадат придонес во изработката на овој наративен текст. Од аспект на работа на комисијата, комисијата тие се на дневна основа работи кои што
Значи паралелно се работат и евентуално утврдување на корупtivни елементи за некои состојби и судиродни интереси кои што е во редовна работа и спречување. Можам да кажам дека тоа бројка на предмети не би можел сега во моментот да ви кажам. Меѓутоа активно се работи на двете работи. Денеска започнува откупот на тутун. Министерот за надворешни работи Никола Поповски во работна посета на Кралството Норвешка. Вести од Македонија. Денеска започнува откупот на тутун на 186 ваги во 154 откупни пунктови. 9 откупувачи треба да откупат 25.700 тони квалитетен тутун. Во Пелагонискиот регион ќе бидат превземени над 16.000 тони тутун од вкупно 20.000 тутунопроизводители. 3.000 тони тутун ќе превземе Прилепскиот тутунски комбинат, а тутунарите очекуваат цените да бидат повисоки поради годинешниот квалитет на тутунот. Просечната откупна цена лани достигна 117 денари за килограм. Според проценките, цената на откупот на првите количини тутун оваа година се очекува да достигне од 170 до 185 денари за килограм. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски вчера беше во работна посета на Кралството Норвешка на покана на својот колега Борге Бренде. Според соопштението од Министерството, тема на средбите биле можностите за унапредување на билатералните односи и соработка во повеќе сфери од заемен интерес. Во фокусот на разговорите била и евроатланската интеграција на Република Македонија. Норвешките соговорници ја потврдија принципиелната поддршка на политиката на отворени врати на Алијансата за Република Македонија како значаен предуслов за долготрајна стабилност и безбедност на целиот регион, како и за процесот на проширување на Европската унија. Идентификуван е третиот терорист кој учествуваше во нападите во Париз. Со истрелани ракети Русија првпат изврши напади на позиции на Исламска држава во Сирија. Турција со нови правила за руски новинари. Следуваат вестите од светот. Идентификуван е третиот терорист кој учествуваше во нападот на концертната сала Батаклан во Париз, јавува Франс Прес, повикувајќи се на полициски избори. Во нападите кои се случија на 13 ноември на повеќе локации, убиени се 7 лица, меѓу кои и бомбаши самоубийци. До сега се идентификувани само 4 од нив. 3 се разнесоа кај стадионот Стад де Франс. Меѓу нив бил и Билал Хадфи, 20 годишен, кој живеел во Белгија, додека другите 2 тела се уште не се идентификувани. 3 се убиени во Батаклан, од кои 2 се идентификувани, Сами Амимур, 28 години, и Омар Исмаили Мостефаи, 29 години, и 2 државјани на Франција. До денес не беше познат третиот напаѓач. 7-миот напаѓач беше Брахим Абделсам, 31 годишен, исто така француски државјанин кој живеел во Белгија. Тој се разнесе пред кафуле на булеварот Волтер. Со истрелани ракети од подморницата Ростов на Дон, Русија првпат изврши напади на позиции на Исламска држава во Сирија, изјави рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу. Крстосувачките ракети во таа прилика погодиле 2 пункта на терористите на Исламска држава во областа Рака. Авиацијата и подводната флота извршиле успешно лансирање, му пренел Шојгу на председателот Владимир Путин, а целите се погодени. Руската војска во изминатите 3 дена извршила повеќе од 300 летови и погодила 600 цели. Русија однапред предупреди дека нејзината војска првпат ќе истрела кон Сирија ракети од подморницата во Медитеранот, соопштија Соединетите Американски држави. Портпаролот на Пентагон Питер Кук изјавил дека биле предупредени дека тие ќе извршат такви напади и дека го ценат тоа. Соединетите Американски држави ја предводат коалицијата од околу 60 земји кои учествуваат во воздушните напади врз Сирија и Ирак во обидите да ја уништат Исламска држава. Турските власти воведоа нови правила за издавање дозволи за работа на руските новинари на територијата на Турција, соопшти турската амбасада во Москва.
Според новите правила, руските новинари кои сакаат да работат во Турција, ќе треба до амбасадата во Москва да достават повеќе документи, вклучувајќи и писмо од медиумот во кој работат на турски или англиски јазик, во кој е наведена целта, местото и време траењето на посетата, како и имињата на оние со кои евентуално би било направено интервју. Турската амбасада истакна дека ова е вообичаена процедура во многу земји. За новинарите кои ќе работат без дозвола на територијата на Турција, можно е да бидат применувани различни казнени мерки, се додава во соопштението на амбасадата. Македонската футсал репрезентација замина на квалификации за светското првенство во Бари. Ристе Семенов ќе суди на мечот Вардар Силекс. Вести од домашен спорт. Македонската футсал репрезентација замина за Бари, Италија, каде од 10 до 13 декември ќе ги одигра квалификациските надпревари за светското првенство во Колумбија следната година. Репрезентацијата утре ќе го одигра првиот надпревар со најголемиот фаворит за првото место, селекцијата на Италија. Во групата со Македонија покрај Италија се наоѓаат и репрезентациите на Словачка и Молдавија. За да се обезбеди пласман во баражот на светското првенство, потребно е нашата репрезентација да се пласира на првото или второто место во групата. Судијата Ристе Сејменов од Струмица ќе ја дели правдата на последниот есенски меч помеѓу Вардар и Силекс. Сејменов е делегиран за да го суди мечот што ќе се одигра на градскиот стадион во Велес, а нему ќе му помагаат Горан Манасиев и Петар Новачев, двајцата од Велес. Четврти судија на мечот е Дарко Стојчевски од Скопје. Делегат на мечот е Зоран Недев од Неготино, а контролор на судењето Маријан Ристески од Кичево. На последниот меч од есенскиот дел од оваа сезона Вардар ќе биде домаќин на градскиот стадион во Велес во четврток од 13 часот. Репрезентациите на Црна Гора и на Холандија забележаа нови победи на светското првенство во ракомет што се одржува во Данска. И двете селекции веќе имаат обезбедено пласман во следната фаза. Црна Гора го победи Тунис, додека Холандија беше поуспешна од Куба. На програмата денес се уште 4 надпревари, со повеќе информации во дневникот веќе утре. А сега и за останатите вести од меѓународен спорт. Во првиот дел од последните надпревари од групната фаза во Лигата на шампионите, Волсбург со резултатски пресврт од 3-2 го испрати Манчестер Юнајтед сезоната да ја продолжи во Лигата на Европа. Втор на табелата од групата Б, 8 на ПСВ Айндховен, кој славеше во дуелот со ЦСКА Москва со 2-1. Рекордна победа забележа Реал Мадрид, кој го торпедираше Малме со високи 8-0 по 4 голови на Кристијано Роналдо, хет-трикот на Карим Бензема и голот на хрватот Матео Ковачик, прв во дресот на кралевите. Мадриѓани со оваа победа го израмија и рекордот поставен во Лигата на шампионите. ПСЖ во режија на Ибрахимовиќ славеше победа над Шахтјор од 2-0. Од останатите надпревари во следната фаза од Лигата на шампионите ќе играат и Атлетико Мадрид, Бенфика, Манчестер Сити и Јувентус. Вечерва ќе се комплетира првата фаза од елитното европско надпреварување. Барселона, Зенит и Бајерн Минхен веќе обезбедија пласман во елиминациите, а отворени се уште 5 места кои водат во следната фаза. Во групата Е, зад Барселона шанса за пласман имаат трите екипи Рома, Бајер Леверкузен и Бате Борисов. Во последното коло на Е в групата ќе играат Олимпијакос Арсенал и Динамо Загреб Бајерн Минхен. Олимпијакос и Арсенал во директен дуел ќе решат кој ќе биде втор во оваа конкуренција зад Бајерн. Реми или минимален пораз ќе му оди во прилог на Олимпијакос, а хрватскиот тим е без шанси за пласман. Челси и Порто во директна пресметка ќе го одредат победникот во групата Г, а Порто ќе има шанса да се пласира на втората позиција, доколку Динамо Киев го порази Макаби Тел Авив, но и доколку има победник во дуелот во Лондон. Во групата Х, Гент со победа над Санкт Петерсбург би бил втор на табелата зад Зенит.
Валенсија е домаќин на Лион и ќе чека кикс на ривалот за второ место. Сите 8 средби од Лигата на шампионите почнуваат од 20 часот и 45 минути. Се уште нема сила која ќе го запредни милосрдниот Голден Стейт, која запише и 23-та победа во низа од почетокот на шампионатот и вкупно 27-та, вклучувајќи ја и претходната сезона. Индијана во Индијанаполис беше поразена од Вориорси со резултат 123-131. Стеф Кари повторно забележа одлична игра, но како најдобар се покажа Клеј Томпсон, кој заврши со 39 постигнати поени. Кари постигна 29 со 10 асистенции и 7 скока. Пол Џорџ со 33 поени не беше доволен за победата на неговиот тим Индијана. Леброн Џејмс го водеше Кливленд до победа над Портланд со 105-100. Леброн постигна 33 поени и 10 скока за прекин на мини серијата од 3 порази. Кевин Дурант и Расел Вестбрук со дабл-дабл остварувања донесоа убедлива победа за Оклахома над Мемфис, чија одбрана овој пат не функционираше. Дурант имаше 32 поени и 10 скока, Вестбрук го следеше со 13 поени и дури 16 асистенции. Кај Мемфис неефикасен беше Чалмерс со 19 поени, а Марк Гасол постигна 11 поени. Времето денеска беше претежно облачно, а температурата се движеше од 6 до 14 степени. Еве ги деталите. Ви благодарам на вниманието, почитувани, останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!